На денот на дрвото засадени над 500.000 дрвца во регионот. Во Штип функционери и граѓани садеа во местноста викана Новакова чешма. Денес ќе се засадат 160.000 садници багрем кои што се производство на подрачната единица на јавното претпријатие Македонски шуми тука од Штип. Мислам дека багремот е многу благороден, ќе се фати. Тоа е медоносно растение, така да тука има доста пчелари и мислам дека во крајна линија ќе ја промениме малку и климата во нашиот град, а бидејќи Штип и Штипско немаат многу шуми, мислам дека багремот и утре да дојде до пожари евентуално, повторно ќе никне бидејќи е такво дрво, така да мислам дека одлична одлука да се сади багрем. Годинава под мотото Засади успех продолжуваме заедно со владата, со локалната самоуправа и со граѓаните на Штип да ја садиме еднината на Република Македонија и на нашиот град Штип. Ке најавам дека нема да застане овде оваа акција, исто така најавувам и акција каде што ќе одиме на пошумување на садници во урбаните средини. Дел од акцијата беа и основците од повеќе училишта во градот, како и нивните наставници. Ние денес садиме дрво за да имаме почиста околина. Јас засадив денес 5 дрвца за да биде почист воздухот. Дрвјата се неопходни за човекот. Овие навики треба да ги добијат уште од мали и се надеваме дека ова сега кога ќе го пренесат на останатите, интересот ќе биде голем. Традиционално во акцијата се приклучија и вработените во противпожарната единица. Командирите од пожарната дел од вработените кои што беа слободни денес дојдоа да засадат овие прекрасни дрва, така да ние ќе се гордееме бидејќи овој дрворед е од пожарникарите од Штип. А дрвца денес се садеа и во дворот на клиничката болница. Традиционално и клиничка болница Штип секоја година го почитува овој ден и садеме дрвца. Еве мораме да кажеме дека сите овие дрва се насадени од вработените од болницата. Во Делчево пак најмасовно акцијата се спроведе на граничниот премин, каде се садеа туа и чемпрес. Ние на граничниот премин овде заедно во соработка со Граничната полиција на Република Бугарија и Царина од Република Македонија и Република Бугарија го искажуваме заедништвото при постапувањето во извршувањето на работните задачи и координацијата при извршувањето на истите задачи. Ние се одзоваваме всяка година, тука веќе имаме посадена цела гора. Секоја година им се придружуваме на колегите од Македонија во оваа акција и со текот на годините имаме посадено цела шума. Дрвцата се наши, ги одгледуваме, ги полеваме со вода и сме благодарни на колегите што не покануваат и што сме дел од оваа акција. Прават секоја година и ние се одзоваваме. Во Виница пак граѓаните садеа заедно со градоначалникот, министерот Тодоров и пратеничката Манаскова. Колку ќе се грижиме за природата, толку и таа ќе се грижи за нас. Така да ова е една многу благородна акција која што ја поздравувам и со задоволство се вклучувам во неа. Оваа година ќе се засадат 51.000 садници боров насад на површина од 12 хектари. Сакам да кажем еден факт. До сега од сите 16 акции, околу 90% од насадите веќе се влезени во шумскиот фонд на подружниците во Виница. Мотото на овогодинишната акција е Засади успех и се надевам дека сите садници кои што се во голема бројка, ја спомена градоначалникот бројката, ќе бидат успешни. Во акцијата Ден на дрвото се вклучија и кочанци, кои садеа на 4 локации во градот. Улицата 1 мај, локацијата кај Колерски гробишта, каде покрај манастирчето Свети Димитрија засадивме чемпрес и багрем. Локацијата на Пониква и овде локацијата која што е најблиску до фабриката за вода. Се надевам дека таа ќе продолжи во иднина како таква акција и ќе ги даде резултатите и идните помлади генерации ќе можат на некој начин да бидат горди на сите нас што ја спроведуваме оваа акција за една позелена и побава Македонија. Колку од засаденото ќе се фати, ќе се види за неколку години. Во меѓувреме, ниту една од општините нема конкретни анализи на тоа колку од претходно засадените садници и реално се зафатени.